Дилетантски правен преседан е направен во Советот на општина Кочани. Таму актуелниот председател Александар Андов, во исто време и директор на основно училиште. Конфликтот на интереси е повеќе од јасен, а на што денес укажа и од независната советничка група на Доста беше. Се работи за судир на интереси. Председателот на Совет на општина Кочани Александар Андов во исто време врши функција директор на основно училиште. На ова веќе реагиравме, но очигледно на совест не се презема ништо. Овде имаме официјален документ од Државната комисија за спречување на корупција, кој вели: Државната комисија не известува дека вршењето на функција директор на основно училиште е неспојлива со вршењето на функција член на Совет на општина Кочани. Ние за ова веќе реагиравме и членот на Советот кој има судир на интереси ни одговори дека и во претходните совети имало директори и само платиле казна. А правото велело дека за едно дело казна не може да се плати два пати. Ако е така, тогаш испаѓа дека кршењето на законот е само услуга која се наплаќа. Нова тврдење на советничката група, изнесено на денешната седница на Советот, председателот на Советот кажа: Имаше советници во претходниот мандат кои што беа директори во истиот временски период и советници, платиле по глава, не знам колку беше казни, од истата правото вика дека не може да се плаќа два пати, предложи со својот мандат и тука немаше оцелата. Што во овој случај независната советничка група на Доста беше ќе превземе. После наредната седница ќе предложиме точка. Ако не се усвои, натаму одговорноста ќе биде нивна и само нивна, како ќе се одвива целата постапка. Дали на уставен или управен суд, кои се надлежни за овој закон, дали ќе паѓат одлуките на општината, на Советот кои се донесени, ќе трпе самата општина, ќе биде одговорноста нивна и само нивна. Ние на ова прашање подлого време дебатираме од самата прва седница, повикуваме на овој закон и на овој член и до сега е така. Сега официјално имаме документи и ќе тераме до крај. По ова, Советот на општина Кочани итно треба да постапи според окажувањата на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи има реална опасност од големи правни последици.